се потрудивме да го направиме најдоброто училиште во Македонија, значи како во поглед на програмата, на суштината, на емотивниот развој на децата, значи да биде навистина и воспитно и образовна институција, не само образовна институција, како и да обезбедиме квалитетна, чиста и здрава средина за дечињата кои што ќе престојуваат, учат, се развиваат тука во нашите простории. Значи се потрудивме да ги обезбедиме светските стандарди за не само на филтрација на воздухот, туку исфрлување на остојениот воздух, уфрлување на нов, за најпријатно, како да кажам, најпријатно учење и престој во школото, затоа што сами знаете дека доколку имаме зголемена концентрација на карбон диоксид, когнитивните способности на децата се значително намалуваат и ние сме единственото градинка и училиште во државата кој што го има решено проблемот без отварање прозорци за доволно количина на свеж и квалитетен воздух во нашите простории. Капацитетот на градинката е 93 деца распределени во 5 возрастни групи, 6 месеци до 24 месеци јасли, 2 до 3 години, 3 до 4, 4 до 5 и 5 до 6 години. Исто така децата покрај редовната програма, според стандардите на Министерството, имаат и англиски, физичко, музичко и активности во природа. Морам да ви кажам дека сум фасциниран од како сум повикан од инвеститорите во ова училиште, основно, средно и во градинката. Ова е поранешниот хотел на Гранит, гледате дека е реконструиран од темел до последниот сантиметар. Направено е нешто многу квалитетна инвестиција и тоа ми е драго што се случува во општина Карпош. Посебно ми е драго што ќе ги видите техничките решенија кои што го подобруваат амбиенталниот воздух за децата кои што престојуваат во градинките и во училиштата, односно тие не кажа еден многу битен податок, овие деца што сега се сместени во градинката, дека ниедно дете се нема разболено и дека кога одат на зимскиот распуст, потоа дел од нив се враќаат разболени, меѓутоа додека се сместени овде во градинката, ниедно дете се нема разболено. Тоа е како резултат на квалитетот на воздухот што овие деца го дишат, односно CO2 се исфрла, но во исто време постојат филтри кои го филтрираат и бактериолошки, и бактерии, и вируси, се она што е потребно за да децата ни бидат поздрави. Што ми има повеќе кислород, тоа значи дека поголема е концентрацијата и нормално и здравието на децата е подобрено. Драго ми е, уште еднаш ќе кажам, што ваква инвестиција има на територија на општина Карпош и топло им препорачувам на граѓаните да дојдат да ја видат оваа градинка и ова училиште и јас сум сигурен дека навистина ќе видат дека ова е нешто што го нема во Република Македонија.